Славски колачи, запалени свеќи, постна трпеза. Ова се карактеристиките на одбележувањето на празникот посветен на Свети Никола Мираклиски, светител кој се одликува со великодушност, хуманост, чудотворност. Никола доаѓа од зборовите Никеја, победа, старогрчки лаос, народ оној кој што дарува победа на народот. Таков бил за сиот свој живот Свети Никола, воскресител, оние што потпаѓале под многу болести, ги излекувал, воскреснувал дури мртви луѓе. Он е заштитник, како што знаете, и на сите морнари, оние што патуваат со бродови по целиот свет. И он е заштитник на сиромаштијата, на бедотијата. Свети Николај во последен час им се наоѓа на сите нив и ги помага најповеќе за нивните дечиња, за нивните рожби, за нивните внучиња, синови и ќерки, кои се посиромашни. Свети Никола од ненадеж им подарува не само духовни, туку и материјални добра. Празникот посветен на Свети Никола е најчесто одбележуван меѓу христијанскиот свет. Околу 1300 семејства во Тетово го празнуваат денешниот ден. Прота Предраг Исаевски вели дека за ова постои легенда, поврзана со Тетово и празникот. Во Тетово, во Тетовско, во 15 век, како град Хтетово бил порано, владеела голема чума. Така таа чума покосувала и младо и старо. Не знаеле луѓето што да прават и затоа 2 до 3 свештеници кои што биле многу мудри во тоа време го измолиле народот да излезат масовно по улици со ликот на Свети Никола, и само тој може да ја спаси чумата како голем исцелител. И тогаш се вели сиот народ во Тетово и Тетовско, околината, излегол масовно со икони, со крстови, со икони со ликот на Свети Никола, и тога се вели за чудо Божјо, за ден-два веднаш престанала големата чума која што зела толку многу жртви. Затоа секоја втора куќа во Тетово е посветена на овој голем светец. Свети Никола се родил во Патара, во малоазиската област Ликија во 3 век. Во зрелата возраст посакал да стане монах, но Бог самиот во едно видение го упатил да се врати во светот и така да им служи на луѓето. На чудесен начин бил избран за архиепископ на главниот град на Ликија, Мира. За време на гонењето на христијаните бил ставен во затвор. Блажено се упокоил во 342 година, во длабока старост. Неговите мошти биле пренесени од Мира во Бари во 11 век. Таму се наоѓаат до денес.